Ма речи че е слаб правник, да беше добар правник, ќе го оставеа на универзитет да работи, тој стигна до демонстратор и тука заглави и после отиде во NGO сектор и стана EU фундаменталист. Значи истото што се случува и со овие Бехтел и Енка се случува и сега. Значи тие си се обврзале дека ќе го сменат уставот. Како ќе го смените ако немате 80 пратеници плюс Бадентер? Бидејќи преамбула се менува се. И како ќе го смените? И еве го член 131 од уставот. Значи тие наопаку ја имаат превртено работата. Значи не можете вие експертски групи ни формира. Какви се бре тие експертски групи? Си има процедура пропишана со устав како се менува устав. Прво треба да имате овластен предлагач, некој што ќе предложи да го смените. Тоа може да биде влада, председател, 30 пратеници или 150.000 луѓе, граѓани. Еве било кој, еве Пендаровски да поднесе или влада. После предлогот, што вика Уставен суд? Одлука за пристапување кон измена на устав. Уставот во член 137 вика одлука за пристапување се носи со значи самиот процес да стартува ви треба двотретинско мнозинство, не. И како се? И видите што вика. И тек трета фаза е нацрт на измена на устав, значи амандмани, бидејќи кај нас устав се менува со амандмани само. И вика тек тогаш нацрти се прави во собрание. И сега они ги рипаат двете фази, идат на трета фаза, ќе прават нацрти и што ќе прават тогаш? Ќе дојде тука предлогот и ќе заглави на втора фаза.